Стартуваме со дневникот на К1. Добра вечер. Економија, живот, политика. И овој дневник ви ги пренесуваме најактуелните настани и случувања од Вардарскот и Пешкиот регион Македонија, светот и спортот. Останете со нас, почнуваме веднаш по најавите. Според еколозите, за аерозагадувањето подеднакво сме виновни сите, но најмногу надлежните кои 20 години не водеа доволно грижа за екологијата. Во општина Неготино ќе се формира координативно тело за подобрување на водоснабдувањето. Во пресрет на ниските температури, јавното комунално претпријатие Дерве со апел до граѓаните да ги заштитат своите водомери. Енормна загаденост на воздухот во Велес и денеска, PM10 честичките над дозволеното. Според екологистите, за аерозагадувањето сме подеднакво виновни сите, но одговорноста е кај надлежните, кои 20 години не водеа доволно грижа за екологијата. За аерозагадувањето се огласи поранешната министерка за труд и социјална политика Фросина Ременски. Преку својот Facebook профил бара од Министерството за образование училиштата да набават прочистувачи на воздух. Ги ослободуваат од работни обврски бремените жени, лицата постари од 60 години, лицата со хронична астма, лицата со прележан инфаркт или мозочен удар, без разлика на возраста. Го реорганизираат работното време, лицата на отворено да работат од 11 до 17 часот. Ја спроведуваат забраната за одржување спортски надпревари и други манифестации на отворено. Да обезбедат услови за зголемени активности на службата за брза помош, достап, домашна посета и патронажна служба. Ова се мерките кои интервентната акцијска група за итни мерки против загадувањето на воздухот ги донесе на 42-та седница, се со цел да се подобри квалитетот на воздухот. Воздухот во Велес и денеска содржаше висок процент на PM10 честички. Во 8 часот изутринава, интернет апликацијата на Министерството за животна средина покажуваше 242 микрограми на метар кубен. 3 часа подоцна, концентрацијата на канцерогените честички се зголеми, па мерната станица измери 330 милиграми на метар кубен. Состојбата се нормализираше некаде околу 14 часот, кога мерната станица покажуваше дека PM10 частичките се во границите на дозволеното, или 43 микрограми на метар кубен воздух. Екологистите сметаат дека за загадувањето подеднакво виновни се сите, но одговорноста е кај луѓето кои што 20 години беа на одговорни места, а не водеа доволна грижа за екологијата. На еколошките политики, игнорирањето на еколошките проблеми, сето тоа доведе до оваква ситуација како што е денес. Ви самите гледате, бројот на возилата е 3 до 4 пати зголемен во градот, а бројот на жители е намален за 10 до 15%. Луѓето се иселуваат, но тие што остануваат возат 2 до 3 возила плюс од што возеле претходно. Тоа е само еден микросегмент од сето тоа, урбаната, градењето без правила, градењето без никаков ред си го направи своето. Не можеме загадување да констатираме само во Македонија, во сите околни региони да биде окей. Значи дефинитивно проблемот е тука, во начинот на практицирање, а не во метеоролошките услови. Метеоролошките услови се исти и во Србија, и во Хрватска, и во Босна, и во Словенија на ниво на Балкан. Така што не можеме да чекаме југ или север да дојде за да го решиме проблемот. Загаденоста на воздухот со PM10 частичките не е само во Велес. Скопје руши рекорди. Вчера се најде на мапата на најзагадени градови во светот. Не стевнуваат реакциите на социјалните мрежи. Со своји пораки се огласи амбасадата на САД во Република Македонија. Твитна и многу амбасадори, а поранешната министерка за труд и социјална политика Фросина Ременски бара од Министерството за образование училиштата да набават прочистувачи на воздух. Секое училиште и градинка со помош на локалната самоуправа и министерствата да набават прочистувачи на воздух или пак нека прогласат предвремен распуст, па секој родител нека се погрижи за здравјето на своето дете. Оваа екстремна загаденост на надлежните им дава потполно законско право да воведат мерки за заштита и примарно забрана за движење на моторни возила. Декември и јануари се месеци кога загаденоста на воздухот со PM10 частичките е најзастапена. Проблемот засега се решава на локално ниво.
но премиерот Зоран Заев на средбата со екологистите најавил зголемување на буџетот за решавање на еколошките проблеми во Република Македонија. Координативно тело за подобрување на водоснабдувањето ќе се формира во општина Неготино. Оваа одлука е донесена на работниот состанок кој се одржа во локалната самоуправа на иницијатива на градоначалникот Тони Делков. На истиот учествуваа представници на локалната самоуправа, јавното комунално претпријатие Комуналец, градежни фирми, проектантски куќи и други компетентни лица. Работен состанок на тема подобрување на состојбите со водоснабдувањето на подрачјето на општина Неготино се одржа во локалната самоуправа на иницијатива на градоначалникот Тони Делков. На истиот учествуваа представници на локалната самоуправа, јавното комунално претпријатие Комуналец, градежни фирми, проектантски куќи и други компетентни лица. Тие дискутираа за актуелните состојби со водоснабдувањето во општината и преземањето мерки и активности за нивно подобрување. Делков ги запозна присутните со досега реализираните активности и зафати за подобрување на состојбите со водата за пиење, а предложил насоки и правци во чии рамки би се одвивале активностите за решавање на проблемот со водоснабдувањето. На состанокот е донесена одлука да се формира координативно тело кое ќе ги следи состојбите на овој план, ќе дава предлози за спроведување и насоки за конечно решавање на деценискиот проблем со водоснабдувањето во општина Неготино. Се селиме во Кавадарци. Дел од винарските визби почнаа да го плаќаат купеното винско грозје од годинешнава реколта. До денеска, 15 декември, според законот на лозарите треба да им биде исплатена првата рата од 20% за предадените количества. Годинава поради лошите временски услови, родот на винско грозје беше помал за 50 до 60%. Денеска е последен ден кога винарниците треба на лозарите да им ја платат првата рата од 20% за купеното грозје од годинешната реколта. Првата рата според законот треба да се исплати до 15 декември. Втората од 40% најдоцна се исплаќа до 15 февруари, додека последната трета рата се исплаќа до крајот на месец април. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство информира дека првите пари се веќе легнати на сметките на лозарите, односно исплатени биле речиси 25% од вкупното грозје. Дел од грозјето се пласира во странство, додека дел во преработувачките капацитети во земјава. Во Македонија со лозарство се бават речиси 48.000 земјоделци. Годинава поради лошите временски услови, родот на винско грозје беше помал за 50 до 60%. И покрај отпочнувањето на проектот Мој општинар, гужвите на отворениот ден со градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев и понатаму ги има. Во текот на вчерашниот ден Јанчев примил 70 на граѓани, а досега од назначувањето на функцијата градски татко се сретна со повеќе од 500 граѓани. Мартина Митков на оваа тема. Проектот Мој општинар започна да функционира од пред неколку дена и покрај тоа што целта на истиот е 10 општинари да работат на терен со цел да ги решаваат проблемите на граѓаните, сепак заинтересираноста на отворениот ден со градоначалникот и понатаму е висока. Секој четврток е отворен ден за средба со градоначалникот. Во текот на вчерашниот ден тој се сретнал со 70 на граѓани, а досега од самото назначување како градски татко Јанчев примил повеќе од 500 граѓани. Тој очекува со овој проект да се намалат гужвите на отворените денови и да не се повторуваат барањата за истите проблеми на граѓаните. Меѓутоа, очекувам да бидеме попрецизни во она што значи терен и во она што значи ингеренција на општината и да не ги повтараме истите работи, тоа што се случуваат во оние отворени денови, исти граѓани да доаѓаат за исти работи, а не можеме да ги сработиме на терен. Така да не бегаме од таа обврска како општина, како градоначалник, да ги примаме граѓаните, напротив, мислиме да ги канализираме што поблиско до граѓаните и
со тек на време со намалување на проблемите, секоја странка која што треба да дојде во општината за решавање на проблемот, општи народ ќе биде тој што треба да ја спроведи до крај во службите за да не лутаат граѓаните по администрација. Исто така во рамките на овој проект за прв пат во Македонија ќе започне да функционира и програмата ГИС, која има за цел да овозможи брза, лесна и сеопфатна можност за пребарување, просторен приказ и анализа на географските просторни податоци. Апликацијата ќе биде од голема помош на општинарите, вели раководителот на секторот за урбанизам Драгослав Симоновиќ. Ако се јави некој дефект на водоводна линија, може веднаш да застанат на таа позиција која што е поврзан со ГИС технологија и веднаш да го детектират проблемот и ќе влезе во системот тука како дефект кај нас. И на тој начин веднаш може да реагираме и ние како служби од јавното претпријатие комуналици и комуналец директно да ја добие информацијата од терен. И постапувањето би било во рок од 5 до 24 сата да биде дефектот отстранет. Што да речеме, до сега не е праксата. За сега општинарите кои се на терен работат на запознавање на регионите и делат брошури и материјали со цел да ги информираат граѓаните кој општинар е за нивниот регион. Од наредната недела ќе започнат со примање на забелешки и решавање на проблемите на граѓаните од било која сфера. Со реализирањето на овој проект се олеснува и поедноставнува административната процедура за пријавувањето на проблемите на граѓаните и решавањето во извесен период. Според последните објави на Државниот завод за статистика во делот на туризмот, бројките говорат дека има зголемена посетеност на туристи, но и ноќевања. Статистика вели дека во октомври 2017 година Македонија посетиле 77.779 туристи, а бројот на ноќевања изнесува 165.748, што е зголемување во споредба со истиот период од минатата година. Бројот на туристите во октомври 2017 година изнесува 77.779, а бројот на ноќевања изнесува 165.748, објави Државниот завод за статистика. Бројот на туристите во октомври 2017 во однос на октомври една година порано е зголемен за 12,1%, а бројот на ноќевањата е зголемен за 6,4%. Бројот на домашните туристи во октомври 2017 во однос на октомври 2016 е намален за 5,3%, а бројот на странските туристи е зголемен за 21,1%. Според статистика, бројот на ноќевањата на домашните туристи во октомври 2017 во однос на октомври 2016 е намален за 5,9%, а бројот на ноќевањата на странските туристи е зголемен за 15,4%. Во периодот јануари-октомври 2017, во однос на истиот период од претходната година, бројот на туристите е зголемен за 16,3% и тоа кај домашните туристи има зголемување за 6%, а кај странските има зголемување за 23,4%. Во периодот јануари-октомври 2017 во однос на истиот период од претходната година, бројот на ноќевањата е зголемен за 12% и тоа кај домашните туристи има зголемување за 4,8%, а кај странските има зголемување од 22%. Јавното комунално предпријатие Дервен преку соопштение ги известува граѓаните да се подготват за зимските услови. Препорачуваат соодветна заштита на водомерите од замрзнување. Од јавното комунално предпријатие Дервен со препорака до граѓаните. На самиот почеток од зимата, граѓаните кои досега не ги заштитиле своите водомери од замрзнување, истото треба да го сторат така што ќе ја завиткаат водомерната инсталација со дебела ткаенина и ќе ги затворат вентилите на чешмите во дворовите.
Во случај да им замрзне водоводната инсталација, граѓаните треба да внимаваат кога ги одмрзнуваат цевките, користејќи грејни тела, тоа да го прават внимателно и на одредена оддалеченост од инсталацијата и во никој случај да не користат директен пламен врз цевките или водомерот, затоа што може да предизвикаат оштетување, особено ако цевката е пластична, се вели во соопштението на јавното комунално претпријатие Дервен. Од 2001 година 71.524 лица добиле бугарско државјанство во Република Македонија. Ова го изјави потпредседателката на Бугарија Илијана Јотова на средба во бугарската амбасада во Скопје, објавуваат бугарските медиуми. Од почетокот на мандатот на председателот Румен Радев, кој започна во јануари годинава, 1184 македонци добиле бугарско државјанство, изјавува Јотова. Таа во блиска иднина вели дека ќе се олесни режимот за стекнување на бугарско државјанство. Ви ветувам дека во најскоро време ќе се олесни процедурата за добивање на бугарско државјанство, вели Јотова. Продолжуваме со вести од Македонија. Новогодишен и божиќен прием за дипломатскиот кор во земјава организираше министерот за надворешни работи Никола Димитров, информира Министерството за надворешни работи. Во своето обраќање, Димитров се осврна на клучните настани и надворешно-политички активности во изминатата 2017-та, како во земјата, така и во регионот и пошироко. Истакнувајќи ги стратешките приоритети на Република Македонија, министерот Димитров ги реафирмираше целите кои ќе бидат главен фокус и во 2018. Членството во Европската Унија останува клучен приоритет на нашата надворешна политика. Искрено се надеваме дека нашата политичка волја и реформската ориентираност, заедно со поддршката на нашите пријатели и партнери, ќе ни донесе безусловна препорака за почеток на пристапните преговори следната пролет. Ова е пред се во интерес на нашите граѓани, но исто така и во интерес на земјите од регионот и пошироко, рече Димитров. Премиерот Зоран Заев одржа работна средба со генералните директори на комуналните претпријатија, на која се разговарало за проблемите со кои се соочуваат истите. Зголемување на финансиската помош од страна на владата како еден механизам преку слевање повеќе пари за решавање на проблемите околу функционирањето на претпријатијата на локално ниво, ова го истакнал Заев. За наредната година со основниот буџет кој што е на дебат, определивме 938 милиони денари дополнителни пари за основните и средните училишта и детските градинки. И најголем дел од тие пари се за чистење долгови. Уште 200 милиони денари за репрограмирање за тие ставки на децентрализација. Целта е со едни пари кои ќе извртат насекаде да ги олесниме поголем дел од институциите, рекол Заев. Додал дека вториот дел се државните институции кои директно должат министерства, јавни државни претпријатија, акционерски друштва, многу репрограми, се она што е резерва да се насочува кон комунални услуги, потенцирал Заев. Советот на Федерацијата, Горниот дом на Рускиот парламент едногласно одобри председателските избори во Русија да се одржат на 18 март 2018 година. Документот ќе биде објавен на 18 декември, изјави Андреј Клишас, председател на Уставна комисија. Тоа ќе биде официјален старт на изборната кампања во Русија. Веднаш по објавувањето партиите ќе може да организираат предизборни конгреси, а независните кандидати да собираат група за своја поддршка. Свето денес. Председателот на Европскиот совет Доналд Туск на својот Твитер профил соопштил дека лидерите на Европската унија дале зелено светло за продолжување на економските санкции кон Русија. Ова значи дека во наредните 6 месеци актуелни ќе бидат економските санкции кои што беа воведени поради конфликтот во Украина. Одлуката за продолжување на мерките била донесена на самитот на Европската унија што се одржа во Брисел. Важна политичка одлука. Ваква порака на својот Facebook профил објави украинскиот председател Петро Порошенко по одлуката на Европската унија за продолжување на санкциите кон Русија. Тој оваа одлука ја оправдува со нарушување на територијалната целост на Украина и немањето на волја од страна на Русија да стави крај на хибридната агресија кон Украина.
Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш во својот извештај потенцира дека Обединетите нации започнале истрага за утврдување на можната поврзаност на Иран со јеменските бунтовници Хути. Елементи од ракетите кои што Хутите ги испукале врз Судиска Арабија на 22 јули и на 4 ноември, експерти веќе ги анализираат. Овие анализи требало да дадат одговори на многу прашања. Ники Хейли, постојана представничка на САД во Обединетите нации, покажа елементи од балистичка ракета произведена во Иран, која што била испукана оваа година од шиитските бунтовници во Јемен врз Судиски аеродром. Хейли тврди дека САД и сојузниците располагаат и со други докази на оружје доставено од Иран до бунтовниците во Јемен, Сирија, Либан и Ирак. Денеска имавме променливо облачно време со сончеви периоди, проследено со слаб до умерен јужен ветар. Температурата се движеше од 9 до 15 степени. Според најавите на метеоролозите, во сабота предпладне ќе дува засилен јужен ветар, а под влијание на нов влажен бран од попладне и ноќта кон недела ќе има врнежи од дожд кои ќе бидат пообилни во западните и источните делови. Во ноќните часови врнежите на планините ќе бидат од снег, а во недела врнежи од слаб снег ќе има и на некои повисоки места. Од недела под влијание на северно воздушно струење температурите значително ќе опаднат. Дневникот го завршуваме со метеоинформациите. Ви благодарам што вечерва бевте заедно со нас. Останете и понатаму на К1. Пријатно.